Се уште се случува да добивам прашања, а како изгледаат луѓето што имаат дислексија, нели нив им треба постојан помошник во животот, како да се справат со таа болест. Никој не може да разбере дека тоа не е болест, дека е состојба која што апсолутно не е ништо страшно. Јас, особено во основно училиште, не знаејќи дека имам дислексија, сегаш бев третиран од страна на наставниците како премногу интелигентно, но премногу мрзеливо дете. И сега кога на дете му кажуваш нонстоп дека е мрзелив, веројатно ја останува во глава и сум се помирил едноставно со тоа. Сум применувал најразлични стратегии, различни во основно, различни на факултет, за да се справам со тие тешкоти. Нашиот образовен систем не е баш прилагоден кон оние кои што се различни. Наставниците се неинформирани за состојбата, навистина немаат информации, не по нивна вина, едноставно тоа не го изучувале во текот на своите студии. Целиот таков однос создава дислексијата да биде и непрепознаена, односно образовниот систем да ги претвара од надпросечно интелигентни во ученици со посебни потреби или ученици кои што се мрзеливи. Програмите кои што се наменети за дислексија се навистина скапи и ги нема во нашата држава. Секој кој што сака да се образува на оваа тема треба да оди во странство, кое што кошта навистина многу пари. Потребно е, пак ќе кажам, државата да се вклучи во сето тоа. Во светот не секаде има премногу тренери лиценцирани за дислексија, меѓутоа во училиштата постојат инклузивни тимови, односно тимови на наставник, педагог и психолог, кои што имаат посетувано обуки за дислексија и кои што може да детектираат таа дислексија. Значи може да се реши на тој начин. Доволно е во училиштето или за почеток нека биде на општинско ниво, да има по тројца барем кои што ќе бидат обучени за дислексија и кои што ќе може да прават детекцијата на истата. Пред се, воведување на предмет дислексија на педагошкиот факултет е од најголемо значење, затоа што наставникот е тој што прв треба да процени дислексијата, да открие, а наставниците не учат за тоа, така што тука треба да има поголема ангажираност и од самиот универзитет, меѓутоа и од Министерството за образование и наука како прв чекор кој што би требало да се направи. Фондот всушност е специјално дизајниран, кој што ќе овозможи учениците со дислексија да читаат со помалку грешки, да прават помалку грешки. Истиот има поголем проред за да не им доаѓа голема конфузија додека читаат, а плагинот е базиран врз основа на фондот. Истиот овозможува ја трансформира секоја веб страна во дислексија френдли, односно текстот го претвара во соодветниот фонд. Има можност за зумирање на текстот и можност за менување на бојата на позадината на текстот, оние бои кои што се дислексија френдли бои.
Во однос на законите за дислексијата, можам да кажам слободно дека дислексичарите за властите се тотално невидливи, иако се работи за бројка од 12%, во законите не постои како состојба и не се превзема ништо од страна на властите, дали е тоа Министерството за образование или Бирото за развој на образованието. Има некоја тенденција која што ги спојуваат учениците со дислексија со децата со посебни потреби, што апсолутно е погрешно и е враќање години и години назад според светските практики. Интересно е за дислексичарите тоа што секој дислексичар се гради несвесен за својата состојба, се гради на различни одбранбени стратегии според со кои што се справува во животот. Возрастните лица кои што имаат дислексија, најголем дел не се свесни дека имаат некаков проблем. Сега важен факт е тоа психолошката состојба на лицата со дислексија, затоа што оваа состојба создава кај луѓето многу големи фрустрации, високо ниво на анксиозност, кое што води понатака во животот. И тие фрустрации остануваат кај овие лица и многу е важна и психолошката поддршка во овие случаи.